Добро вечер. Четврток вечер, термин за информативно-аналитичкиот магазин 360 степени. На почеток за темите на кои им е посветено ова издание. Овој коридор во областа Чернихив се нарекува уште и патот на дроновите, бидејќи по него се движат најмногу дронови кои што удираат во Киев. Дел од нив гаѓаат мети и овде, во оваа област. Тоа е поради ова што се наоѓа зад мене. This country needs to be in the European Union. Кој го користи јавниот простор што го оставија празен американците? Во многу наврати можам да забележам според тоа кој како ги шири тие наративи дека тоа е организирано од некој центар на моќ. 2 години постапувањето на сцена, дали владата го исполнува ветеното на избори? Од скупно 142 ветувања кои биле предмет на анализа, исполнети се 25. Во пресрет на Прајд парадата во Скопје. Слоганот сите нека знаат комуницира повеќе работи. Прво тој ја комуницира потребата да се излезе надвор од 4 ѕиди. Руската агресија во Украина ја следиме главно преку вестите за поголемите напади, жртвите, состојбите на фронтот и обидите за постигнување мировно решение. Но сликата и последиците се многу покомплексни. Вечерва ви носиме сторија за украинското жито. Извозот од Украина, која е една од најголемите светски производители и снабдувачи со жито, би можел да се намали за 1/3 поради нападите на житните полиња и на инфраструктурата која се користи за транспорт. Покрај ова, Украина води уште една битка за житото, а тоа е трети држави да не го купуваат произведеното на териториите што се под руска окупација. Владимир Мирчевски работеше на сторијата во деновите кога се случи еден од најтешките напади на Киев, во кој настрада и важен црковен објект, споменик на културата. Вака изгледа Киев во овој период од годината преку ден. Кафулињата работат, кафеаните исто така, се гледа светското првенство во фудбал. Но штом падне ноќта, доаѓа потсетувањето дека Украина е длабоко влезена во 5-та година од руската агресија. Ова е предупредување за можен воздушен напад и навистина се случи. Длабоко во ноќта небото над Киев се осветли, а тишината ја замени вознемирувачка бучава. Русија го изврши најстраотниот напад во последните месеци. Жртва беше едно од најважните места во православието, заштитено од УНЕСКО, Киевско-Печерска лавра. Искандер, Циркон, Шахет се имиња на средства за уништување. Десетици од нив успеа да ја поминат украинската противвоздушна одбрана. Те, що російська церква розказує, як вони вболівають за святині і як вони вболівають і переймаються своєю церквою тут, у нас в Україні. Це варварство, котре неможливо оминути. Над делови од Киев се уште се креваше чад додека преку источната артерија излегувавме од градот. Се упативме кон областа Чернихив, еден од бројните региони што ја сочинуваат така наречената украинска житница. Дека овој правец по кој во 2022-та поминаат дел од руските тенковски колони во обид да го заземат Киев, се уште се смета за потенцијално ранлив, потврдуваат бројните контролни пунктови. 1. Па 2. І 3 пункт. Доброго дня. Доброго дня. Документи, будь ласка, які посвідчують вашу особу. Ззаді, будь ласка, відкрийте вікно. Не пропуштија. По вкупно 3,5 часа возење од Киев, дојдовме до селото Авдивка. Целта беше да видиме зошто и овој регион е цел на руски напади. Русија се наоѓа во тој правец, од прилика на 45 километри од тука. Овој коридор во областа Чернихив се нарекува уште и патот на дроновите, бидејќи по него се движат најмногу дронови кои што удираат во Киев, но не секогаш тие завршуваат и во главниот град на Украина. Дел од нив гаѓаат мети и овде, во оваа област. Прашањето е зошто е тоа така. Тоа е поради ова што се наоѓа зад мене. Мноштвото полиња како ова придонесуваат за околу 60 милиони тони житни култури колку што се очекува Украина да произведе од јули 2025 до јули 2026 година. Со тоа земјата и покрај војната е во самиот врв на европските производители на жито.
но бидејќи помагаат за полнење на украинскиот буџет, а со тоа и за зајакнување на одбраната, полињата и земјоделската инфраструктура се мета на руските напади. Овие снимки ни ги даде Јури Ивашенко, менаџер на семејната фарма од 1500 хектари во Авдивка. Направени се на почетокот на јуни. Хангарите во кои била дел од механизацијата вредна околу $100,000 се уништени. Две седмици подоцна се санираа штетите. Ова е втор напад со дронови врз фармата. Првиот бил во април. Це було в 5 годині, робочий день закінчувався, на території були працівники, кожен займався якоюсь своєю справою, хтось ремонтом, хтось будівництвом, всі були при ділі. І не з того, не з цього теж відбувається прильот, влучання. Ті, хто були на вулиці, вони почули, відреагували, забігли в приміщення, хлопці, рятуйтесь. Але вони, поки вони зрозуміли, що відбувається, вже відбувся зрив. Нема дилема дека нападите биле осмислени дел од поширока стратегија, а не инциденти. Од 5 големи фарми во овој крај погодени се 4. На сьогоднішній день хлопці реагують на, коли є повітряна тривога, на її реагують. І ходять з приложенням Флюгер, яка показує, в якій зоні пролітає шахед, і можна зреагувати від цього. Ховатися нам нікуди. Тобто від цього ніхто не застрахований і ти не зможеш заховатися іменно в цей момент. То, що у нас робота, вона пов'язана постійно десь з відкритою поверхнею. Ми ж не можемо сісти в укриття і щось там робити. Да? У нас постійно або польові роботи відбуваються, або на території техніка стоїть. Ми не можемо заховатися, ми будемо працювати далі поки що. Најголемиот дел од житото жнеано во Чернихив се транспортира кон Одеса, каде се претовара на бродови и преку Црното море се транспортира низ светот. Фактот дека во последниот период зачестија воздушните напади врз Одеса и пристаништето зборува за засилениот руски притисок врз целиот ланец на снабдување. Во пограничната Авдивка, покрај полињата и фармите, страда и друга цивилна инфраструктура. Основното училиште во кој одат околу 200 деца во март било погодено од 2 дрона. Наставата продолжила онлайн, а училиштето се реновира. Се надеваат дека работата ќе заврши до почетокот на новата учебна година. Хочемо навіть, якщо не почнеться навчання 1 вересня, то хоча б, щоб укриття трошечки там треба підрихтувати, так сказати, бо укриття повністю ціле. А школа, постраждала. Цей край найбільше, а там не так сильно. Починаючи з 2025 року по нашій громаді постраждало 25 житлових будинків. Це не лише Авдіївка, якщо брати це село, де зараз знаходиться ліцей, це 9 житлових будинків і також в інших 4 населених пунктах. Люди, як ви розумієте, вони почали боятися тривоги, вони переживають, звичайно, тому що кожен політ будь-яких дронів, люди вже стали переляканими. You can see the harvester also, 2 harvesters actually standing in the field, and the drone operators just scaring off people. Роман Авраменко од Реконинг проектот ги документира руските напади врз украинските земјоделци, нивната механизација и посевите. My understanding is that he's employing these tactics of terror, so they wouldn't come back. До сега се регистрирани 300 директни напади. The hypothesis that we are developing and that we are researching is that Russia is using the means of terror against the farmers to have them abandon their land, their crops, and just leave the area. And for that purpose, they launched the systematic attacks on the people working in the fields, on the machinery, on the harvesters, on the hangars, grain silos, and everything that enables Ukraine to produce and ship abroad vast amount of grain. Afterwards, after you complete your research, what do you plan to do with the findings? Our aim is that EU and other countries, most and foremost in Europe, will implement the specific regulations in their legislation that would enable to use the Russian sovereign assets
to repay the damage that Russia is causing to Ukrainian farmers with this kind of attack. Проценките на украинските власти се дека руската стратегија на напади на фарми и земјоделска инфраструктура досега ја чинела земјата околу 11 милиарди долари или околу 2 годишни македонски државни буџети. Нападите, особено врз Одеса, сериозно го намалуваат нашиот извоз, вели заменик министерот за економија Тарас Висоцки. Also, we have to remember that so far about 20% of agricultural land are under temporary occupation, so they are not available. So we don't, as a country, receive harvest from it. And so it's indirect loss, but it's still also a loss. And also we have some damages indirect because we are not able, for example, to deliver in time all the products. Some logistics is complicated, more risk insurance and so on. So when we look at this block of indirect costs, within this more than 4 years of war, it's calculated of additional about 10 per year, so almost 50 billion indirect losses of these temporary occupied territories and others. You mentioned the land in the occupied territories. How does Ukraine as a state trying to explain to the world that the grain that is coming from over there has been in essence taken from the Ukrainian state, from the Ukrainian farmers, and has been sold under different flags by the occupying forces? Because we've seen some cases where ships, containers have been returned back because it has been confirmed that this is not a Russian or some other grain, but in essence it is a Ukrainian grain from the Donbas region. Whenever we identify the case of stolen grain trading and see the destination, we officially start talking with this country as soon as we make this identification, that it is it's not possible and it is the patches of the stolen grain. So far we see that most of the countries take the fair positions and don't buy it. So now we see that most of this grain is still consumed inside of the Russian process, but still some countries can take it and they don't pay attention to our international positions. Positive thing is that there are only a few of them. Се расчисти чадот од последните напади врз Киев. Забележлива е тенденцијата центарот на градот се почесто да биде цел на руските напади од воздух. Пред неколку седмици погоден е музеот на Чернобил. Во истиот период настрада и овој трговски центар. А ова е резултатот од нападот неделава во кој дрон ја погоди централната црква во Киевско-Печерската лавра. Хрест, який ви бачите, це хрест, який можливо врятував рятувальників і ту команду, яка працювала в межах Успенського собору, бо це хрест, який прийняв перший удар від другого російського дрону і, можливо, зачепившись за нього, дрон змінив траєкторію і не потрапив рятувальників, які знаходилися в цей час тут. Само неколку дена по нападот на црковниот комплекс, санацијата веќе е почната. Може да се забележат работници, градежни материјали, дрвена граѓа на кровот. Се обидуваат што е можно побрзо да ја санираат штетата. Првичните проценки се дека целиот процес би траел околу 2 години. Исто така, очекувањата се дека можеби во тој период и ќе заврши руската агресија врз Украина. 360 степени во Киев, Владимир Мирчевски. Што се случува во јавниот простор во ситуација кога отсуството на САД е повеќе од очигледно? Има ли нови тенденции или веќе постоечките само полесно се шират? Може ли да се препознае организиран системски напор од конкретни центри на моќ? Што е најдобриот одговор? Анализата која трага по одговорите на овие прашања е на Зоран Јовановски. This country needs to be in the European Union. Ова интервју од ноември 2025 година на ТВ21 е предпоследното кое тогашната американска амбасадорка Анджела Аглер го даде за телевизија од земјава. That someone is working something on the constitutional changes? I think that yes.
I am 100% certain that they are You working. wouldn't agree with anyone arguing that you're turning a blind eye on the constitutional change that this government isn't doing anything. Yeah, I don't believe that. You don't agree or you don't believe that I you're do turning a not. blind eye? I know that they are working very hard. 2 недели подоцна, Агелер даде интервју и за ТВ Сител. Тоа е последно телевизиско интервју на амбасадор на САД во земјава. Непосредно пред Нова година, администрацијата на Доналд Трамп ја отповика Анџела Агелер од должноста. Начело на амбасадата на САД во Скопје застана дотогашната заменик амбасадорка Никол Варнс како вршителка на должноста. Таа има активности на терен, но досега немала јавен настап во кој би прокоментирала случување од политичкиот живот во земјава, нешто што беше стандард за сите претходни амбасадори на САД во Македонија. Не сме единствените што ја забележаа промената. Горан Ризаов од фондацијата Метаморфозис го дели мислењето дека јавните настапи на представници на американската амбасада се забележливо редуцирани, иако смета дека амбасадата го задржува прозападното влијание во Македонија. Очигледно е дека Соединетите американски држави со новата администрација имаат делумно сменето надворешната политика во однос на Балканот. Ако не се лажам, во речиси сите земји од регионот на Западен Балкан имаат ВД амбасадори, но тоа не значи дека не се вршат својата работа, кој што е слична на онаа стратегија која што имале предходно, иако не е на тоа ниво на кое што беше пред промената на администрацијата. Отсуството на пораките од САД во јавноста, кои често имаа корективен ефект за девијациите во македонската демократија, остава празен простор. Дел од тој празен простор, смета Ризаов, има тенденција да се полни со дезинформации, лажни вести и манипулативни наративи од трети земји. Тие беа присутни предходно, но сега не се толку видливи контранаративите. Процесот оди рака под рака со намалувањето на поддршката за професионалните медиуми. Професионалното и квалитетно новинарство чини пари. Значи, не можете вие да направите професионален медиумски производ ако немате доволно средства за него. Од друга страна, ширењето на дезинформации и штетни наративи е речиси бесплатно. Значи, тоа се прави масовно и се прави без воопшто да има потреба за проверка, без воопшто да има потреба за контактирање на втората страна, без воопшто да има потреба за придржување до некои етички норми, до кодекси новинарски и така натаму. Тоа ништо од тоа не постои во сферата на ширење на дезинформации и штетни наративи. Одлуките на Вашингтон кои доведоа до американско пасивизирање во јавниот простор можеби придонесоа да се создаде простор за други играчи, но вели Ризаов има 5 други елементи што им го отвораат патот на дезинформациите. Слаби институции, ниска професионалност во медиумите, слаби регулаторни тела, поделби на социјалните мрежи за различни прашања и политичко рекламирање за време на избори. Тоа значи дека ширењето на дезинформациите и на штетното странско влијание не е проблем само на новинарството и на медиумите. Тоа е безбедносен и општествен проблем. И од тука одговорот на него треба да биде безбедносен и општествен одговор. Тоа значи дека во одговорот треба да бидат вклучени институциите кои што се, да речеме, кои што имаат мандат да реагираат, треба да бидат вклучени регулаторите, треба да бидат вклучени медиумите, граѓанскиот сектор, па дури и приватниот сектор и академијата можат да бидат дел од тој сеопфатен одговор на штетните влијанија. Дека земјава мора да гради своји механизми покажува и последниот извештај на американскиот Стейт Департмент за Западен Балкан од крајот на мај годинава, во кој пишува: Ерата на градење нации под водство на САД помина. Политиката на САД во Западниот Балкан не е насочена кон спасување или реконструкција, туку кон стабилност и взаемно корисни партнерства. Администрацијата е фокусирана на заекнување на локалните актери самите да ги решаваат своите предизвици, наместо да се продолжува со прекумерната зависност од меѓународна интервенција или супервизија. Освен што САД под водство на Трамп сметаат дека локалните актери треба сами да ги решаваат предизвиците, во истиот документ се вели дека се зајакнува мешањето од други земји. Кина и Русија активно се обидуваат да искористат нестабилноста, корупцијата и слабото управување во регионот.
Зачувувањето на стабилноста и проширувањето на трговската соработка се мокни алатки во пресретнувањето на малигното влијание во Западниот Балкан. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски се согласува дека штетните наративи и влијанија од секогаш се присутни кај нас, но додава сега полесно пробиваат во јавниот простор поради два фактора. Првиот, официјалната стратегија на Стейт Департментот на Соединетите Американски држави веќе и формално зборува дека тие не се гледаат себе си веќе во улога на коректор на демократските вредности на Западниот Балкан, туку се повеќе ориентирани на сопствените интереси пред се економски. А Европската унија има криза на кредибилитет, особено после преговарачката рамка во 2022. Тие два фактора заедно создаваат еден простор во кој македонскиот јавен простор и јавен дискурс е повеќе изложен на влијанието кои секогаш постоеле. За преговарачката рамка за членство на Македонија во Европската Унија од 2022 година, Арсовски вели дека се присутни наративи дека јазикот и идентитетот се под напад, што според него не е точно. Покрај тие има и се разбира плејада по микротаргетирани наративи кои имаат за цел да го зголемат евроскептицизмот, да го зголемат националното чувство, па со тоа и отпорот кон компромис со ЕУ. Тоа е нешто што се забележува во медиите простор. Смета дека државата треба да донесе стратешка одлука дека ќе се ориентира кон Европската Унија и тоа да биде главниот наратив во политичкиот дискурс. Тоа во моментот изгледа политички невозможно, имајќи го предвид политичкиот антагонизам на сегашните политички елити кон тој процес. Ако е тоа невозможно, следното најдобро е зголемена едукација и зголемена проверка на факти и зголемено инвестирање во отпорноста на македонскиот медиумски систем кон такви наративи. Како во пракса изгледа подривањето на тој посакуван единствен дискурс? Еве еден пример. На почетокот на април годинава, председателката Гордана Силјановска-Давкова ги прими акредитивните писма на новиот амбасадор на Русија во Македонија, Димитри Константинович Зиков. Во мај, тој даде интервју за руската државна агенција ТАСС, која за наслов го избра делот во кој Зиков ја изразува разочараноста што Северна Македонија дава воена и техничка помош на, како што вели, режимот во Киев. Овој дел од интервјуто прво го пренесе српскиот Танјук, па други регионални медиуми, за на крајот да се најде и во македонски портали. А тие што кликнале до целосното интервју, може да ги прочитаат ставовите на Зиков за европската интеграција на земјава. Например, дека критериумите можат многу да варираат. Македонците ова добро го научија за време на нивното придвижување кон Европската Унија. Јасно дека не може да им се верува на европските бирократи. На прашањето пак дали е можно земјите од Западен Балкан да влезат во Европската Унија пред Украина, тој меѓу другото вели: Мислам дека не е целосно оправдано да се говори за проширување на ЕУ. Во пракса, проширувањето не е приоритет за Брисел. Главната задача денеска не е проширувањето, туку милитаризацијата против наводната руска агресија. Русија и нивниот амбасадор споделуваат ставови согласно нивните интереси. Начинот на кој се шират тие ставови кажува и нешто повеќе за тие ставови. Димитар Николовски од Центарот за европски стратегии Евротинг вели дека на социјалните мрежи е особено присутен антиевропскиот наратив и дезинформации поврзани со војната во Украина. Дека Украина дефинитивно ја губи војната, дека Украина не е вистинска држава, дека НАТО ја започна војната, дека Русија води одбранбена војна, да такви наративи гледаме многу. Исто така гледаме конкретни наративи кои се насочени кон Европската Унија со намера да се зголеми евроскептицизмот во државата, а тоа е дека Европската Унија дефинитивно се распаѓа и поради тоа не е веќе ниту корисно, ниту паметно да се прават било какви отстапки на патот кон Европската Унија. Посочува и на теориите на заговор за разнебитување на македонската нација, во кои, ако некогаш главен проблем била Грција, сега е Бугарија. Не сум видел толку голема омраза и толку многу дезинформации кои патуваат од Македонија кон Бугарија или од Бугарија кон Македонија. Значи, зборувам тука за една реципрочна радикализација во однос на дискурсот кој се ствара. И во многу наврати можам да забележам според тоа кој како ги шири тие наративи, дека тоа е организирано од некој центар на моќ. Не би можел да тврдам дека е тоа секако Русија, но знаеме дека во Бугарија руското влијание е многу поголемо отколку во Македонија, дека тука може да има замешателство, меѓутоа
тоа дефинитивно и оди во корист на Русија. Значи, непријателството помеѓу Македонија и Бугарија и задржувањето на Македонија на патот кон ЕУ и оди во корист на руските политики за едноставно да нема некоја стабилност и западно влијание на Балканот. Тој не смета дека треба да се прави цензура и контрапропаганда, туку да се вложува во медиумската писменост, што засега е оставено на медиумите и на невладините организации. Мора да се внесе медиумската писменост во основното и средно образование, тоа навистина сериозно, значи да биде вклучено, некако сега ради реда. И исто така државата мора да се вклучи во медиумски кампањи каде што би се работело на зголемување на медиумската писменост кај возрастните граѓани, значи што е тоа факт чекирање, што е тоа извор, како работат алгоритмите и така натаму. Ако се подлече црта, дезинформациите не победуваат затоа што се посилни од фактите. Победуваат тогаш кога фактите остануваат без доволно гласови што ќе ги бранат. Гледате 360 степени на Марата 1. За 5 дена владата на ВМРО ДПМН Евлени Знам ќе наврши 2 години од изборот. Тоа е точно половина од 4-годишниот мандат. Една група граѓански организации внимателно бележи што вети власта на изборите, а што оствари во изминатите 2 години. Во некои области е подобро, во некои полошо, но генерално значаен дел од ветеното не е остварено. Михаил Милошевски. Деновиве навршуваат 2 години од изборот на владата предводена од Христијан Мицкоски. Меѓу клучните заложби во програмата беа силен економски раст, задржување на младите во земјава и реформи во здравствениот и образовниот систем. Нема да барам никакви 100 дена меден месец, туку најавувам фуриозен почеток на проекти и нови инвестиции веднаш. Впрочем, немавме ниту една секунда изминатиот период. Со стартот на работата на новата влада, група невладини организации предводени од Financing почнаа со следење на исполнувањето на ветувањата во неколку клучни области. Сега ги презентираа најновите наоди. Граѓаните многу често не се доволно информирани за кои се сите дадени ветувања. Во принцип, вниманието се фокусира на пропулзивни кампањски ветувања, додека останатите ветувања остануваат невидливи за јавноста. Што вети, а што исполни новата влада во првите 2 години работа? Економската слика за Македонија по втората година од мандатот на владата на Мицкоски покажува подобрување кај одредени макроекономски параметри. Расте бруто домашниот производ, расте извозот, нотираат од невладината организација Financing. Но истовремено има и сериозни ризици поради неконзистентноста на владините чекори, вели Благица Петрески. Инфлацијата, сивата економија и недоволните странски инвестиции остануваат критични точки. Зошто е ова значајно? Затоа што веќе забележуваме дека во програмата има и ветувања кои што втора година поред не се исполнети, а тоа пак упатува на потенцијален јас помеѓу она што на почеток се ветува во самите програми и она што станува приоритет за реализација во текот на мандатот на владата. Затоа што веројатно во текот на дизајнот на програмите се ставаат многобројни мерки кои што или не се сериозен приоритет или се само таксативно наведени, па така доаѓаме и до јазот помеѓу дадените ветувања и очекувањата на граѓаните. Сумирано, од 45 ветувања што ги следат од социоекономски аспект, целосно реализирани се само 5. 11 се водат во процес на исполнување, 21 се водат како неисполнети, а оценката за други 7 ветувања е дека се движат во обратна насока од првично ветеното. За еден параметар нема податоци. Причината за неисполнувањето на значаен дел од мерките или пак ефектите кои се спротивно од првично ветените, вели Петрески, е системската недоследност при носењето одлуки. Например, владата ветува намалување на буџетскиот дефицит, а во исто време нуди програма со даночни ослободувања и повисоки пензии.
една од клучните препораки за и тековната влада, меѓутоа и сите идни политички партии, е кога се дизајнираат политичките ветувања да се води сметка за конзистентноста на ветувањата од аспект на не може истовремено да имаме и фискална консолидација и да имаме зголемување на расходи или намалување на приходи, и тука треба во моментот владата да направи на некој начин трейд-оф или избор на кој од дадените ветувања ќе биде реализирано, затоа што истовремено нема услови за реализација на сите овие ветувања. Младинскиот образовен форум е задолжен за мониторинг на младинските политики. Ристо Савески вели од вкупниот број планирани проекти кои ги следат, целосно се завршени 4, а 5 се во фаза на реализација. Изброј 5 се и ветувањата кои се водат како неисполнети. 2 ветувања одат во спротивна насока, а за дури 7 ветувања немаат податоци. Она на кое што треба да се фокусира владата, а што го има ветено, е скратено работно време за студенти. За ова е потребно изготвување на законско решение, односно да се овозможи самите студенти да работат со скратено работно време. Ема апликација за младински стандард. Министерството за дигитална трансформација е едно, би рекол, од најпрогресивните министерства и најисполнително министерство, меѓутоа не успеа да ја креира апликацијата. Има апликација за младински стандард, каде што младите луѓе ќе можат да пристапуваат кон многу ветувања, односно многу услуги од страна на владата, и сметам дека владата конкретно треба да се фокусира кон ова. Постои сериозно разминување помеѓу заложбите за нови работни места со реалните бројки на терен, вели Савески, и додава дека клучните програми за преквалификација на младите се целосно закочени. Владата има убав план, меѓутоа го нема операционализирано истиот, и оттаму мислам дека треба да се фокусира и за другите мерки, да изготви одреден мерлив, реален план како да ги спроведе ветувањата. Тука исто во тој контекст би ги спомнал и бројката од 5000 обуки, IT обуки кои ги има ветено владата. Во текот на 2024 има реализирано околу 700 обуки. Во текот на 2025, иако има ветено, значи по 1000 обуки во година, нема реализирано ниту една. И оттаму сметам дека треба за се да има мерлив и реален план со кој ќе се остварат ветените мерки. Здравството како сектор е под мониторинг на Македонското лекарско друштво. Оттаму нотираа дека одлуките за зголемување на капитационите бодови за матичните лекари и укинувањето на економските директори се за поздрав, но оти тоа е недоволно. Во одредени области нема се уште значаен напредок. Започнал се со одредени процеси, но се уште не се целосно реализирани. Тука би ги спомнал процесот на дигитализација, листите на чекање, односно пристапот кон специјалистичките здравствени услуги и една подлабока реформа на болничкиот систем, особено регионализација на болниците. Мој термин се уште функционира по претходниот, да кажеме, стар модел, се уште нема доволно развиено одредени алатки кои што ќе бидат во служба на здравствените работници, секако пациентите. Се уште постои еден поголем административен товар во здравствените работници кои што се легуваше дека ќе биде реализиран. И она што е важно е пациентите не гледаат суштински промени во однос на времето на чекање и секако координацијата помеѓу различните нивоа на здравствена заштита. Од вкупно 31 индикатор, како исполнети се водат 4, во фаза на реализација 5 и дури 22 како неисполнети. Според доктор Солески, приоритет во периодот кој предстои мора да бидат барањата на пациентите. Тоа зборуваме за пократка листа на чекање, подобар пристап до специјалистичките услуги, дигитални функционални дигитални алатки, подобра итна медицинска помош, стабилен здравствен кадар, тоа мислам задржување на младите лекари во државата, подобар пристап кон современна терапија и секако многу е важно дека процесот на зајакнување на примарното здравство треба да биде воден паралелно, бидејќи ако немаме доволно јака примарна здравствена заштита, ќе доведе до оптоварување на болниците. За разлика од претходните сектори, каде висок процент од ветувањата се неисполнети, во образованието сликата е подобра. Исполнето е значително од планираното во основното и средното образование, како и во делот на инклузијата.
Ана Мицковска-Ралева од Македонскиот центар за граѓанско образование вели дека продолжувањето на постоечките политики наследени од претходниот состав, наместо почнување на целосно нови проекти од нула, е позитивен пример. Образованието е сектор во кој што не можеме да очекуваме нагли промени и веднаш да видиме резултати, така што е многу важно да бидеме, и владата да биде посветена на одредени реформи, одредени процеси подолг временски период, да може да ги следи, да ги адаптира каде што има потреба. И во тој аспект добро е што одредени политики се имаат континуитет, имаат продолжување, нема некои нагли промени. Низ бројки од 38 ветувања од областа на образованието, 12 се водат како исполнети, а 22 ветувања се означени дека се во насока на исполнување. Само 2 ветувања не се исполнети, а за уште 2 нема податоци. Најголемиот предизвик според Мицковска-Ралева се реформите во високото образование. Во владината програма имаше голем број на мерки предвидени за високото образование. Тие се уште се во насока на планирање со оглед на тоа што 3 многу битни закони за високо образование се уште се во процедура на донесување. Така што добар дел од мерките се предвидени во овие закони, меѓутоа бидејќи процесот на консултации се уште трае, не можеме да кажеме дека се остварени, но се во насока на остварување. Така што овој сегмент високо образование, како минатата година, така и оваа година, е со најбавен раст, можеме да кажеме. Единствената област која е предмет на мониторинг, а во кој владата нема никаков напредок, се ветувањата поврзани со родовата еднаквост. Се на се, од вкупно 142 ветувања кои биле предмет на анализа, исполнети се 25. Во фаза на исполнување се 43, неисполнети се 55. Спротивно на ветувањата се работи во 9, а нема податоци за 10. Има напредок од лани, но има и празнина меѓу она што било ветено и она што е исполнето. Сите нека знаат. Тоа е слоганот под кој предстојниот викенд ќе се одржи парадата на гордоста во Скопје. Мотото ја комуницира потребата на заедницата да се излезе од четирите зида, од плакарот, велат организаторите. Гарена Николовска-Ризвановиќ разговараше со Сара Миленковска и Ангел Димитриевски од одборот на Скопје Прајд. Тие велат дека парадата и заедницата воопшто се соочуваат со се поголеми предизвици. На 20 јуни во сабота се одржува парадата на гордоста во Скопје. Собирот е најавен за 18 часот, а маршот почнува од 19 часот според најавата од овде од градскиот парк кај фонтаната Лотосов цвет. Зошто е променета рутата за разлика од претходните години кога парадата почнуваше, односно маршот од паркот Жена Борец во центар спроти собранието? Стандардно рутата течеше со започнување од паркот Жена Борец, но овој пат решивме дека сакаме да заземеме и нови простори, и нови улици кои што до сега не сме ги поминале. Кои? И во таа смисла се нагласува собирањето од различна точка, но сепак се завршува пред паркот Жена Борец и пред собранието, каде што исто така ќе имаме говори на активисти. Па во таа смисла не е целосно оставена таа локација каде што сме се собирале. Така, почнувате од булеварот и Линденска? Преку булеварот, па потоа се оди низ Рузвелтова, булевар Партизански одреди, потоа се оди преку Рекорд и ќе се заврши пред собранието, каде што ќе имаме и таму завршни говори, меѓутоа говорите и манифестот на парадата ќе се чита и тука, пред фонтаната Лотос во 18:40 и тука е важно да се напомене, бидејќи тука ги изнесуваме нашите политички заложби и барања како организацијски одбор на парадата и ќе се обратат воедно и активисти од заедницата и поддржувачи на Скопската парада на гордоста. Годинава слоганот е сите нека знаат. Што точно сакате да порачате со овогодишното мото и зошто избравте фокусот да биде токму на оваа тема ставен? Значи, секоја година парадата во својата суштина има видливоста на нашата заедница. Овој пат малку повеќе се истакнува
тоа во слоганот. Слоганот сите нека знаат комуницира повеќе работи. Прво тој ја комуницира потребата да се излезе надвор од четирите зида или да се застане со криењето на сексуалната ориентација и родовиот идентитет на ЛГБТ и луѓето, поради тоа што изложувањето на вакво самотничко искуство носи и други последици по нашата заедница, кои што се видливи и по менталното и по физичкото здравје. И слоганот исто така ги комуницира и сите пропратни предизвици кои што доаѓаат со видливоста. Значи видливоста или аутирањето не е воопшто едноставен процес, тоа е постојан процес кој што се повторува. Еден ЛГБТ човек треба постојано во текот на целиот свој живот да се аутира повторно и нема нешто такво како целосно аутирање. Би додала на ова дека исто така е една форма на охрабрување едни на други, бидејќи, како што кажа и Ангел, начините на кои што се опресира и самата заедница, бидејќи токму да се направи невидлива. Но кога се охрабруваме едни со други, кога ги покажуваме, мислам, своето постоење на улиците во јавниот простор, ни е важно да знаат дека особено младите луѓе кои што можеби не живеат во Скопје и ја немаат заедницата и поддршката, да знаат дека сепак има луѓе кои што се тука за нив, да ги охрабрат, да ги поддржат во тоа што се, без разлика на тоа што општеството им кажува поинаку. Организацијата на ваков настан речиси секогаш носи специфични предизвици. Има ли проблеми од логистички, од безбедносен карактер пред одржувањето на маршот и имате ли соработка со Министерството за внатрешни работи? Успеваат ли институциите да обезбедат јавен ред и мир? Ние како организацијски одбор имаме воспоставено добра соработка со Министерството за внатрешни работи. Тоа истото важи и за оваа година. И обезбедувањето на просторот и маршрутата по која што се движиме е во координација со полицијата и секакви други инциденти или говор на омраза кои што го забележуваме, активно го пријавуваме кон полицијата. Според оно што е објавено на социјалните мрежи, велите дека Скопската парада се соочува со најголеми кризи досега. На што се должи тоа? Значи, овој настан бара повеќе финанси во смисла на други протестни маршови кои што се поврзани со обезбедување на поворката, значи физичко обезбедување на денот, се до различни форми на реквизити кои што се потребни. И во таа смисла напуштањето на некој начин на поддршката која што парадата ја имаше до пред неколку години, значеше дека ние овој пат требаше да реобмислиме структурата на тоа како ќе ја формираме оваа година парадата и се можеби и доброто е што се потрефме на заедницата овој пат и увидовме дека самата заедница и нашите поддржувачи се волни да ја поддржат парадата. Во рамки на Македонија, извинете, или пошироко? Во рамки на Македонија, да. Тоа се луѓе што живеат во овој град, во оваа држава и кои што се спремни да видат дека оваа борба е вредна за поддржување, вклучително и финансиски, но и со појавување на настанот. Некогаш тоа значи повеќе од финанси. А оваа криза се однесува и на активните напади кои што постојано ги добиваме во смисла на политичка реторика која што е насочена кон нас. Сара ќе зборува малку повеќе за тоа. Значи, само пред неколку дена го следевме оној избор на членови на Комисијата за заштита од дискриминација, на член кој што има отворени ставови кон ЛГБТ и луѓето, и во таа смисла поставувањето на парадата како настан во криза е искрено комуницирање за тоа каде се наоѓаме ние во смисла на каде ова движење се наоѓа, и сметаме дека нашата публика и нашите поддржувачи треба да го знаат тоа, и дека кога некој е во криза, поддршката треба да биде поитна, ургентна и повидлива. Така, нешто начнавме околу проблемите и често зборуваме за генералната слика. Но кои се најакутни и најгорливи проблеми со кои се соочуваат луѓето од ЛГБТ заедницата? Многу е тешко да се издвои само еден проблем, кога не само ЛГБТ и заедницата, туку и сите останати граѓани во Македонија живеат во политичка криза, во економска нестабилност, во генерална небезбедност.
Меѓутоа, кога сте веќе дел од ранлива заедница, тоа ве прави уште повеќе ранливи и особено кога станува збор за нашата заедница, она со кое што гледаме и преку начините на кои што ги документираме случаевите на насилство, на институционално насилство, но исто така ги гледаме според искуствата, е дека можеби сега во моментов е една од поголемите кризи кои што воопшто биле, особено заради тоа што гледаме дека имаме институции кои што превземаат антиродови реторики, кои што превземаат не само наративи кои што гледаме дека се директно увезани, туку политики во кои што се брише родовиот идентитет, родовата еднаквост, се бришат сите механизми на заштита кои што со години некои пред нас, а и ние пробуваме да ги направиме што е можно пофункционални, за да може што е можно подиректно да се покаже и дискриминацијата, и говорот на омраза, и институционалната насилство. Значи, на повеќе нивоа, од аспект на тоа дека во однос на политика воопшто нема јасно ни залагање, туку напротив, сите овие теми се тргаат на страна, а зборуваме за интеграцијски процеси. Во однос на право гледаме дека не се почитуваат пресудите на човековиот Европски суд, гледаме дека нема никаква имплементација на тоа што треба да значи никаква форма на заштита, а воедно и општествено, па и медиумски можеме да видиме како особено овој месец самите уреднички политики на медиумите се тоа да прават што е посензационалистички пристап кон парадата, односно кон нашиот протест за нашето присуство во оваа земја, наместо да укажат што навистина се случува. Која е состојбата да бидеш млада квир личност или постара квир личност во Скопје, надвор од Скопје или се останато. И сега ако треба да направиме споредба, да речеме со 2019 година кога се одржува првата парада на гордоста или почетоците на парадата, како, да речем, би заклучиле? Дали сметате дека државата и општеството одат кон препознавање, решавање на проблемите на заедницата или сме сведоци на една стагнација и можеби регрес на правата на ЛГБТ и заедницата? За жал, иако во тој момент, можеби во 2019 сметавме дека работите не се толку добри и дека има уште многу работа, од денешна перспектива 2026 веќе, за жал може да видиме голем регрес, особено кога станува збор не само во однос на јавноста и што се зборува, туку особено во однос на правните механизми на заштита. Особено кога имаме комисија за заштита од дискриминација чии што членови директно се против ЛГБТQ+ и против родова еднаквост, како очекуваме ние дека тие членови воопшто ќе направат никаква заштита. Потоа гледаме бришање на родовата еднаквост од законите за образование, што значи и родов идентитет, и родова еднаквост, и сексуална ориентација, кога се тргаат на страна тие механизми на заштита, но и генерално свест за овие прашања, гледаме како системски се брише било каков прогрес кој што е направен. Значи, таа реторика се интензивираше овие 2 години. Парадата на почетокот уживаше поддршка и од политичари кои што доаѓа на самата парада. Минатата година немаше апсолутно никој од политичките структури на парадата на гордоста, што укажува на тоа дека нашите политичари кои што сме ги гласале не се спремни да дојдат да дадат поддршка на една заедница која што е маргинализирана. Во минатото сме имале двајца председатели на државата кои што доаѓале на парадите, тоа веќе воопшто не се случува, значи веќе ова е пресметка со тоа како ова прашање ќе влијае на структурите и политичкото стоење на една партија. Наспроти тоа, ние не веруваме дека ни треба некакво уважување од политичките структури, но дека е голем знак на нивното стоење каде се наоѓаат во врска со ова прашање. Ви благодарам. По овој разговор одиме со новата саботажа. Министерот за земјоделие по кој знае кој пат се соочува со мала административна непријатност. По цели 2 години на чело на ресорот, тој повторно останува доследен на ставот
дека Министерството очигледно го води некој друг. Прашајте го господинот Николовски, кој што не го гледам во салава како многу загрижен за македонското земјоделство. Еве го влезе и почитаниот министер. Ако тој самиот се соочува со дилемата, тогаш нема што да им се забележи на пратениците. Тие барем се трудат. Лицето му го препознаваат, репутацијата сами му ја кројат, ама името никако да му го трефнат. Денес најнеспособен министер и најверојатно во историјата на Македонија ќе биде актуелниот министер Цветан Трипуновски, се извинам. Очигледно проблемот со препознавањето веќе не е индивидуален, туку системски. Не само што тешко се утврдува кој што кажал, ветил или направил, туку веќе станува предизвик и да се утврди кој е воопшто кој. За кој Оливер Спасовски станува збор сега? Некој нов Оливер Спасовски или тој истиот кој беше министер за внатрешни работи? Па дали се сеќавате дека посеб протестите во Кочанско, вестите беа од производителите од Кочани дадени на суд? За кој Миле Левков станува збор? За Миле Левков што им ветуваше зголемување на субвенции на производителите и цената? Или за Миле кој што сега од 42 ја намали на 20? И не е само тоа, туку вкупната собраниска дебата за одговорноста се соочи со сериозен идентитетски проблем, бидејќи најголем дел од политичките куршуми се потрошија за човек што веќе не е таму. За него беше понудено решение. Имам чувство денес, после толку интерпелации, дека треба Лјупчев да го убиеме. Таква ви беше реториката. Интерпелација за актуелен министер, претходниот министер треба да го тепаме. Се разбира, не смеа да се заборават ниту обидите за достоинствена комуникација. Некои од пратениците се коригираа, покажуваа висок степен на култура, почит и желба разговорот да биде на ниво. Само понекогаш, баш термините не можеа да го следат нивото. 8% ти ги отврли. 8% да се кратат на земјоделците, односно вие, еве да ве перципирам. И на крајот, со или без персирање, сублимат на една собраниска дебата за интерпелација. Не знам навистина дали да се смеам или да се чудам. Не е за чудење, ниту за смеење. За жал, за плачење, колешке. А може би не треба да толку да се драматизира оти кога никој не е сигурен кој е министерот, кој е виновен и за кого точно се водела расправата. Тогаш сите може да бидат среќни и задоволни, освен граѓаните. Оти во таа мајсторска криенка, политичарите пак добиваат се, а тие на големо ништо. Заокруживме уште едно издание на 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и ве поканувам да бидете повторно со нас понеделник. Пријатно!